вечер. Агенда 21, епизода 2. Никако не можам да дојдам на себе и да сватам како може да постојат луѓе кои не ги интересира како ќе живееме натаму, како ќе живеат нивните генерации, нивните наследници. Сте се запрашали или некојаш? Колку пари добиваат? Оние што се одговорни да ги решат проблемите и не ги решаваат. А ние, една мала ситна фирма се обидува да ја подигне свеста на македонецкото. Мислам дека досега и успеавме. Агенда 21, сезона 2, епизода 2, тема тешки метали. Сега, тешкиве метали тешко звучат, па да разблажиме малку, ќе ја викаме тешки метали и батерии. Но, пред да влета Весна, со експликација на оваа тема, да ве подсетам дека едукацијата музичка продолжува. Денес фон, музички фон, ќе ни биде музиката на најголемиот германски автор, најизведуваниот автор во класичната музика, еден генијалец од 18-тиот век, Лудвиг ван Бетовен и неговата 6-та симфонија, наречена Пасторала. Ајде, Чичко Бетовен. Па ова е тема, да речеме, за која треба да се зборува на дневно ниво. Знаеш, треба да ги едуцираме нашите деца за како тоа треба да се, каде да се фрлат батериите, како треба да се складира, да се чуваат на едно место, што треба да се прави со нив, затоа што и тоа треба да биде една лектира со која што ќе се бават нашите деца. Да. Јас мислам дека се уште кај нас го немаме освестено оној момент, знаеш, тешки метали, батерии. Мислам дека, знаеш, кога зборуваме, ова досадно сега вела. Не, знаеш кај е забунато, кога ќе кажеш тешки метали, да. И они ги замислуваат тие метали што се оставени по складишта. Да. Они не размислуваат за тешките метали во воздухот. Во воздухот. Ние за тие тешки метали зборуваме. И мислам дека исто ќе кажеме дека треба да научат да се рециклираат. Да. Дека треба да трубат повеќе за тоа како треба. А јас гарантирам дека никој од нас нема правилен однос према батериите. Па тоа ти треба највеќе да го знаеш, затоа што се дружиш со и нема генерација. Нема. Например, ако складираме батерии во Добро. Овдека, вака. Да, тоа е супер, кое што ја подаруваме на секој гостин, практично. Животот ќе ни биде многу поедноставен, ама тоа е поголемо ниво на совест, например, Јована. А, така. И свест. И свест. Да. А ти со твоето влијание што го имаш кај твоите врсници, можеш секој ден по еден нов пост и да бидеш нашата Грета. Ама не, јас кај тебе само кошарка и ракомет гледам. Абе, гледам ти освен плажа, сликање друго ништо, немаш една екологија што ја водиш. Како да не? Абе, вие вака секој ден се расправате? Абе, кај нас инфлуенсерките, да ви Вие кажам, инфлуенсерките. во нашиот свет ние не се расправаме за батерии, ние дебатираме. А, дебатирате. Сеќавате минатиот пат ви поставив прашање за дезертификација на Така е, почвата. да. Се што има во почвата, тоа се сложивме сите четворица, но преполна е најмногу со тешки метали. И со овие батеријчиња што како и да завртиш ќе завршат во земјата. Има отпад со тешки метали кои што се јавува во воздухот, во цврстиот и во електричниот отпад. Ама преку дождот како и да он ќе стигне до почвата. И стасува. И стига до Стасува. И што е фасинантно кај овие тешките метали за кои што треба да слушате повеќе, значи тешки метали, не е страшно ако ги изговорите, не е страшно ако зборувате за нив, не е страшно ако прочитате за тешки метали. Тие Страшно е кога ги дишете. Да, не сега, тие тешки метали може да опстанат во растенијата и во плодовите и доаѓаат до нас, до нашата уста. И затоа кога, да речеме, кога јадеме секојдневно и храната што ја конзумираме е особено полна, овошје и зеленчук. така е полна со метали. Па точна е таа констатација, знаеш, која што имаме, леле има ова јадење вкус на метал. Тоа точна е нашата индикација, точни се нашите инстинкти. Затоа треба да се бавиме повеќе со тешки метали и да разговараме и со батерии, со отпад. Мислам дека таа тема навистина е застрашувачка и не треба да се игнорира. Добро, дечки, денес учиме нов збор. Ајде. Спремни сме. Океј, че се спремам? Ремедијација. Како? Ремедијација. Не е медијација, туку е ремедијација. Дека има медијација кога се разведуваш, разбираш, па идеш на медијаторство па да те смират. Абе, светината му ти е памет. Да. Добро, ремедијација. Дечко уште не си фати, така? Не сум фатила уште. Па Цела нема ни да недела фатам. помина. Па како да фатам кога ти ја идам со една симпатија, да ви раскажам на сите. Идам јас со една симпатија на промоција кај Игор на книга, викам Лиле, запознај го. И он или не вика,
Бебо, овој е шоферот на Беба. Или нали вика, стварно ти е шофер? И не се појави никога тогаш. Значи ремедијација. Ремедијација. Да. Просто кажано ремедијација, тоа ти е лекување на почвата. И сега нашли финта, замислете, ја лекуваат со шталско ѓубре. Финта прават бе со шталско ѓубре и тоа шталското ѓубре не му дозволува на металот да се шири. Да, и тоа е еден од начините, се не делува на секои метали, но на некои делува. Ремедијација. Е така, исто има, ти викаш за шталско ѓубре, но има и фосфорни ѓубрења може да се внесат, кои ја намалуваат киселоста на почвата и односно ја намалуваат киселоста на металот поточно. И тоа што претходно кажав, значи, со овие преку да се чудиш, значи, која е кога ти почнеш да раскажуваш и да учиш за екологијата, знаеш како фосфорни ѓубрења, па е намалува киселоста на металот, па е тој вкус на металот во однос на храната. Ова екологија, ако малце се позабавиш со неа малку повеќе, влегуваш во еден навистина чудесен свет. Да, и лавиринт исто време. Да. И мора точно да знаеш зашто зборуваш, само ти ако не знаеш зашто точно зборуваш, можеби затоа не сакаат да се самараат луѓе во кај нас. Најверојатно. Што ќе име? И мене ми се најстрашни на еколошки на протести кај нас со 23 се. Да. Греако. Организаторот, братучетка му, комшитката и чичкото и што ги еден донел. транспарент и Што е жално, затоа што жално не е. знаеме секогаш, можеби и тие 5 мина што ќе се појават пред Така е. собрание се на вистина големи активисти, активисти се, и тој- но не и е се. работата во нив, работата е во тие што треба да го... И да го- најчесто нема камера за тие настани. Да. Како за култура, за театарот. Да, Да резимирам. Да, Резимирај бе колега млад, па резимирај, тоа да. чекам цел живот да Да резимирам. резимирам. Да те прашам, што одлучи ти за нива во Италија, ќе купуваш, ќе Да, земеш? да повораш. Хектар 2. Баш сега преговарам за една нива околу Чинкветере, Леле, на никако море да се знам. наоѓа, на море. И баш си мислев, да те викнам и тебе што има, само ја дорам, а после орање ќе одиме на плажа двајцата. Абе, дете, Значи е Чинкветере, не е Чинкветере, Чинквечента. не, Јас мојата Да. нива сум ја изорал одамна, видите. Ама викни тебе ќе дојдам, не никаков проблем. Докај сме со резимето, што направи? Што сакав да кажам? Заборави што сакаше да кажеш. Еве јас ќе резимирам за вас, колега. Значи дека бевте нели докторант од земјоделски, па ќе резимираш. Ајде, јас ќе те надополнам. Значи оваа контаминација или загадувањето на нашава животна средина е комплетно нарушување на целиот екосистем, кој пак сам си се регулира. Да. Природа. Тоа е феноменот на природата. Точно. Убаво сте се спремале колешке, 75-ка, 10-ка. Инаку не заборавме да спомнеме на пошироката публика дека ние колешка по глума Џамбазов Јована. Идна. Да, но запиша студии. Како време дојде ќе запишат глума, ома глумици Ти се. шо мислиш? Идна си ти. Идна, така е. Приправничка. Приправничко. Се, колку е фантастично дека на природата кико не треба ни устав, ни закон да се регулира. Не и требаат казни, не таа самата си кажува. Самата си ја кажува казната, колку ние човекот, поточно човекот е имал ништено, колку ние бесрамно ја газиме, ја уништуваме. Да. И природата сама си го прави својот закон, само си ја прави својата регулатива, а нам ни е потребен секогаш некој закон, некоја казна да ни дојде памет. Но не само нам, на цел свет, ама за разлика од Мислам, кај нас, види, на друго место си работат законите си. Така, сега оно што може да се користи и за кој што треба да зборуваме многу почесто, се надевам во следните епизоди, се обновливите материи, знаеш, ресурсите на енергија. Не знам дали знаете, Македонија е една од најубавите земји, најперспективните за нови видови енергија. Па нема. Илон Маск Весна, да знаеш ли ти дојде- дека после тунелот на Демир Капија, па надолу веќе се ветерници, мислиш дека си во Холандија. Ама те само така е. Кои си произведуваат? Си произведуваат електрична енергија. Така е. Јас морам да ви кажам Да. дека мислам дека дождот е невидена романтика. Уште така си мислам, ама дождот е помагал да се растворуваат овие тешкиви метали и тоа се нарекувало кисели дождови. Ај сега одете, држите се за рака на дожд? Аве, деца, бе, шо киснење сум изел јас на живот. Какви кисели дождови, ништо не ме интересира. Оно врне, мене ми е гајлео до мене. Па трчаме по дождот, па пливаме по дождот, па голи, па облечени. Чудо. Исто.
Па тој па ќе помислиш, леле, гром да не мудри, мора дај Боже гром да ме удри, да се укочам. Тоа прекрасна работа е дождот, да, и точно е тоа дека се тие кисели дождови. Ајде, зборови ми за дождови, така, зборови ми. Да ни се вика боса, серијава Дождови боса. 27-22. Па боса, на дожд. Кај има па вака капки од долгата коса, ти се сетиш, Е, сега нешто сериозно. Знаете Да, ли поведете. колку вакви жаришта има во Македонија? Колку? Опасни жаришта. Колку има? 16 речи. Замислете ја мапата на Македонија Да. и распоредете ги 16-те, од кои најсилно се уште, за жал, Велешкото јадро на загадување. Едно, она се што остана од таа пуста топилница и последиците што полека излегуваат на виделина. Јас за Велес знам само за Петри Приличко, кој Чурацин, а Пепи Манасков, нели, ракометар, и сега што ме просветли со топилницава. Ама ако знаеме дека еден од најголемите загадувачи е ова, што го складираме батеријата, Добро. што може да загади 750.000 литри подземни води. Да. Или Само сакаш- една батерија. Една. Повтори, повтори. Ова малечко нешто Така. може да загади 750.000 литри подземна вода. Затоа, Фрли го срце. А сакаш да те дополнам? само слободно дополниме. Па да излеземе ние, ако не, па вие надополнувајте се, дутре се Не, вадите. ама Се јас излеземе морам да и- излезам, да си го наполнам телефонот на точекот. А, излези Да. слободно. Излези. Ти каде? Тебе ќе Да, дадем, да. тебе ќе А, пријатно, излезете. Пак раскинали или заедно се? Не знам. Ој секој ден се расправаат, нече ни ова. Боже, пар на батерии, де ги има, де ги нема, разбираш, исклучи двајцата да се рециклираат треба. Добро. Или да се натополна прича. А да чутам, Hello? тоа чутам. Hello? Hello, can I speak with Mr. Leonardo DiCaprio, please? I'm calling from Macedonia. Скопје. Agenda 21. Скопје каже. Skopje, Macedonia. Igor and Vesna. Visna. Вичта. Hello? Ало? Пак ти за... Не пак. Ми затвори. Ти затвори. Абе, ќе те најдам, Леонардо, Ама на бе. погрешен број да не го Најдам, тоа е бројот, тоа ми го даде. Ти мора да имаш разбирање за ваквите луѓе, затоа што ти си нон-стоп А искусен. мислиш Моника Белучи може да ми дала погрешен број? Љубоморна кучка. Вратете се вие, вратете се. Ајде, слободно, Вратете слободно. се. Си го напуни? Си го напуни Да. телефонот? Да. Ама вие рециклирани сте, раскинати сте, што правите? Абе, како да ги раскинам по батерии име, кај да стигне цел. Со батериите? Со батерии Тоа е насилство. никогаш. А собата сте ме ја виделе? Не. Зашто па ние па да му ја видиме собата? Игор, да и му ја видиме собата. Што ти дома почна да му идеш? Де, А му ја знаеш собата како? Ама мајка му не те деца. фатила до сега кога идеш на гости во собата? Се знаеме. А се знаете. Знаеш дека не сака во дневна да седиш многу. На нови софи имаме, Е, па па не ни така да, дава да така. седиме. Стоите на нови се Стоиме. дежурам. Ако може да седна. А знаете ли, одички, дека за да се произведе една батерија, Да. треба да се употребат 50 пати повеќе енергија за да се створи таа батерија. Да, Добро да. кажа Весна. Та, добро кажи, бе, баш те пробирам да ти кажам право и треба нешто слично на нив двајца, нели? Да, ама ти кажа на Чекај, свети чекај. ќе се венчаш. Да, јас Типа. Да, молим те, Игор, значи те молам. Она- Јас сакам да се венчам на свети. Знаев. Ти да се венчаш. Јас да се венчам, да. Еве ти на батерии дечко немаш најдено, ќе се венчаваш. Ја Леле, за тебе Весна, така жити не се. ти мислам да ти кажам, прави тебе све уботи мислам. Ја никош не сум рекла така за тебе. Дека ја... Не. Мама, добро јас. Нема проблем, бе, нема проблем. Тешки метали се ова што зборуваме. Така е. Тешки љубовни метали се ова. За Весна правам ова. Така бе? Баш ме интересира што Не те ми... интересира затоа што филмче треба да гледаме и нешто му се налутив на Игор. Се да. извинувам. Ајде. Ќе најдем дечко ја како мама. Оловото ги загадува резервите за пиење вода.
Што ќе се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад? Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот. Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Енергија, свежина, здравје. Добра вода Актив. Повеќе од вода. Понекогаш сакаш нешто по твоја мерка. Ново, двојно пакување за двојно уживање. Житолукс. Да. Имате стар фрижидер? Добро. А телевизор имате? И телевизор имате. Дали имате компјутер, iPad, немате iPad. Не се троши iPad. Да, имате обичен андроиден таблет, да. Не фрлај стари фрижидери, стари телевизори, стари телефони. Не фрлај каде што ќе ти текне. Црти го овој број и луѓето ќе дојдат пред врата да го соберат твојот електронски отпад. Децата страдаат од овој отпад. Оловото влијае на нашиот раст. Ама вас баш вие гајле. И возрастните имале памет. Важи. Природата е се што слушаме. Ние луѓето произведуваме ѓубре што природата не може да го свари. Водата ги мие сите нешта. Народе, време е за нашиот гостин, како и во првата епизода, и како и во оваа втора сезона на Агenda 27, се трудиме да донесеме познати личности, оние со кои се идентификувате, што ги обожувате, нивната актерска умешност, нивните хитови. Вечерва, на задоволство на сите во екипата, мој гостин е мојот пријател и соработник Никола Перевски, The Pere. Добре ни дојде. Здрав, Пере. Можам јавно пофалница со благодарница да упатам кон овој човек, затоа што се познаваме 25 години и тоа е на вистина човек што внимава на тоа што се фрла, кај се фрла. Така е. Дали се рециклира? Да, неговото џипче е полно со ѓубре кое лесно можело да заврши. Надворно, секогаш завршува во тие преградите, па после тоа го ставаме во кесички, па го фрламе. Така е. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, Пере. Добро ме најдов. Да, обично така или некој од бендот или било кој пријател ќе влезе у колава кај мене.
Бе, рече, што е ова позади, вика. Се има, од пластични шишиња до овие од наплатна рампа. Викам, ги собирам, викам, на крајот, викам, кој ќе стигнам до некој постери, цедиња, плакати. За рециклирање, ги ставам и ги фрлам. Добро, а каков е твојот однос генерално кон екологијата? Дали воопшто го имаш тоа освестено? Многу сум строг, не сега да глумиме некоја лажна скромност или ништо, него сериозно внимавам и моето семејство внимава, посебно сопругата исто ќе ги нареди, ова ти е за пластика, ова ти е за стакло, ова ти е за хартија, знаеш. А кажи ми совче, колку има совче сега? Сега две ќе правиме во... Она почнува ли да сваќа зашто мама и тато го прават ова? Зошто ние ги фрламе овие работи вака? Прашува ли нешто? Па не, прашува се, уште е малечка да ги увиди сигурно, ама гледа дека се расчистува, дека се... Така е. Имате некој специјално место дома каде што викаш ти домакинката кажала ова, кај ви стои тоа место? Кај на тераса? Како рециклирате, да речеме? Ходник. Како живеете? Кој ваш имате концепт, нешто одредено имате? Дека тоа се прави по дома, знаеш, има цела методологија, има систем. Така е. Имаме едно тако делче како шпајсче во делот на кујната и тука ги складираме сите тие работи кои што треба, нормално ние не ги чуваме долго тие, нели? Ги складираме. Имате бидејќи сте во центар, имате во близина од нашиве за рециклирање? Имаме, баш ни направија скоро пред 2 години, направени се нови, сега да не спомнувам маркетов или... Да, на Максим Горки сме ние во центар. Одма на почетокот, на самиот почеток на Максим Горки има 3 и тоа се и тоа се направени подземни. Значи немаш контејнери да ги отвараш ова, него се подземни контејнери и сите 3 се за различни видови на ѓубре. А ова се сакам, ќе заборам, морам да го прашам. Да живееше дол период во Барселона. Така. Да. Барселона е едно од најубавите места на планетата Земја, веројатно и едно од најчистите. На толку многу туристи, како се справуваат они со тоа? Имат, морам да ти кажам, пошто емисијата ви е за тешки метали и за батерии. Така. Тие имаат специјални места, односно специјални контејнери само за батерии. Значи тоа изгледаат како едни огромни метални мрежи, кои што внатре има една огромна најлон кеса и доаѓаш, си отвараш и си ги фрлаш батериите на прикладно место. Си означено дека ова е за батерии. И означено е секако дека е за батерии. А да речеме, кога шеташ низ Барселона, не знам, јас не сум била, кога шеташ по улици, чисто е? Не си изразила желба ти. Па добро, се нема време, злато. Не, стварно, чисто е, мислам дека овие чистачите што се, нели, што ги чистат комуналната хигиена во Барселона, значи 2 пати ги чисти улиците, еднаш во 12 поминува, ги чисти и сабајлето во 5 пред да стартуваат железничките, пред да стартуваат метроата, автобусите и јавниот сообраќај. А што мислиш, каков е односот, да речеме, ти постојано патуваш, кој Игор, не знам, тој со својот и со својот бенд. Дали имаат твоите колеги некоја свест за екологијата или го игнорираат тоа или не сакаат да се замараат? Дали некогаш знам да кажам само нема кога си во бенд и кога гледаш дека 5 души прават една работа, а само ти не ја правиш, нели тоа е на ниво на стадо. Не, просто сакам да прашам дали го имате... Како шеф на бендот, само кога ќе го видам дека ја гаси вака цигарата, ајде сега, брзо, викам наведни се и да си го земеш пикавачите, да го фрлиш. Така е. Не бити селјачина. Значи има селанец е нешто друго, али селјачиште е, брате, нешто сосема. Ти мислам дека дури заедно учествувавме на неколку такви еколошки акции. Миналата година ни беше Ранко Бубамара, он правеше тие музички Така е, засадување на дрва, не знам на... Никош не сме одбиле таква работа. Некако ни било, навистина ни било... Чести задоволство само за децава на кои помагаме. Чест задоволство и во таа смисла на некој начин и забава. Значи, секогаш сме се забавували и гледаме да си го претвориме знаеш, негативното некако во позитивно, како да кажам. Сега доаѓа зима во тука кај нас, и знаеш, дека Скопје е најзагаден. Ние сме практично на секогаш на врвот на листата. Што ќе правиш со Софија? Кога ќе ја шеташ? Си размислувал за тоа дека... Еле носеше маска?
3 години пред короната, од оние специјалните што беа за против загадување, и кога ќе ми се појавеше на врата, како осмиот патник да дошол, прво проверуваш дали е некој познат за таа маска. Навистина има многу загадени денови во... Можеби е добро да се направи статистика колку се тие денови загадени во Македонија, односно во тој зимски период. Можеби има статистика од не знам еве колку трае. Треба да се направи список кои денови не се загадени. Не се загадени. А инаку за статистика за колку денови, тоа е скоро 90 до 120 дена, сме повеќе од 100% загадени. Значи гори мерачите горат. Секогаш паѓаат стрелките на... Предложувам исто, тоа сум го видел, значи моето искуство исто покажува, нели, пошто имам живеено вамо во Барселона. А зашто не направиш? Барселона, иако е град на море, иако ги имаат решено, да кажеме, изградите во како баклава се направени, за да може што полесно воздухот од морето да влегува. Тоа што во Скопје е утнато на времето со градски зид, да не дозволат воздухот од водата и да струи, да поминува него, по улиците и да го чисти. Они имаат направено и 4 филтри огромни ставени, значи од сите страни на Барселона, да може тој загадениот воздух да го прочистува и покрај, значи вако, пошто знаеме дека е многу фреквентен град е исто Барселона, има многу слетувања, полетувања, аеродромот не е толку далеку, да кажеме, од градот, имаат огромни бродоградилишта, едни од најголемите во светот и има големи загадувања, меѓутоа тие работи некако ги има решено едноставно со нивната свест. Да знаеш дека на европската топ листа секогаш Италија некаде води. Не е Шпанија на врвот на листата на загадувачи загадени територии. Па беше Барселона едно време еден од најзагадени. Ту јас сега те прашам кога ќе снимите со Игор Зелен албум? Па веројатно зелена песна пред 30 години. Зелен албум. Целта е тематски. Имате вие направено и песни, хитови детски, еколошки, така да... Па работиме, сме работеле, мислам, и ќе работиме додека држи снага. Бере, слушај, срце мое, мислам, перем, стубаво име има како светец, Свети Никола. Свети Никола, слушај. Ова ти е Лазарополски воздух? Оваа епизода е од... Минатата беше Гари. Ова е Лазарополе, значи отвараш воздухот, дишеш, и после си го користиш за чување батерии. И после си чуваш батерии. Само никако да не ги ставаш батериите во Лазарополе воздух. Така е, прво е кислород малце го раниш мозокот, ти се отвара сите чакри, и батерии. Повелете. Вако нешто ми, драго ми беше на мене, ова баш ми фалеше заради гитарата, пошто гитарата ми употребува батерии. Така. И секогаш се, нели, потроши материјал 9 возни. Еве, кутиичката, само пуште си тука и и благодарам дечки, многу ми и за кола исто може. И прекрасно се чувствував. Види, ако сакаш и канта ќе ти дадеме злато, не е проблем, ева кој ти е гитарата, ево ти канта. За студио. За студио. Чао Македонија, чао Пере. Една отпадна батерија фрлена заедно со останатиот отпад загадува вода за пиење на 11 луѓе годишно. Мене ме интересира уште од минатата сезона. Ако се акумулира почвата, и ако има толку многу околности кои што директно ја загадуваат, и овие тивки тубици, тешките метали, тогаш на каква ливада пасат трлата? Па на отпад пасат. Затоа што пуштаат се и се што. Леле, па имавме снимки минатата сезона. Имавме снимки, точно. Колку кучиња мачки пасат од па тоа се замисли кога пасат трла од депонии, ти какво млеко, сирење јадеш, пиеш, да не правува без кајмак. Значи, природната вегетација се уништува, а уништувањето на природната вегетација е на рамниште на било која друга еколошка катастрофа, дечки. Таа се менува, морфологијата на почвата се менува. Сваѓате? И тоа е можеби најтрагичното нешто што може да и се случи да се промениш, како ти одеднаш да се разбудиш и да бидеш 20 сантими повисок, косата да ти биде сосема во друга боја, раците да ти бидат косини, да ти бидат по страшно. Значи, кај што пипнал човекот нешто во природата, заврнал работа. Се. Затоа и ние зборуваме тука. Затоа ние сме тука. Нашата задача е да повторуваме цело време и да бараме некакви решенија преку разговори со професори. Ама платени луѓе кои што тоа треба да го прават, ама некако не ги слушаат луѓето околу. Имаш научни студии, луѓе магистрираат, докторираат на оваа тема. Ама ете, гледаш, има неколку компании кои што се бават едномив и нула отпад, што се бават со отпадни батерии и имаат акции, знаеш, едуцираат, одат по училишта, кажуваат, раскажуваат.
И тоа е добро, ама знаеш како од најмала возраст треба да ги научиме децата што да прават со батериите. Мора да допре тоа до А них. најмногу што треба да ги научиме. Рециклирај. Така е. Тај исти за вас тоа важи. Рециклирај. Селектирај, Рециклирај. Да ви влезе во подсвеста. Има, те гледам. И 070-236-000. Нашиот зелен еколошки телефон Македонија, јавувај се за што и да имаш проблем во врска со екологијата. Така е. Океј. Од преска те гледам и си мислам да ти кажам, те гледам како интервјуираш некој академик. Не ме гледај. А да си одиме ти и ја да ги заклучиме деца. Ама да ти кажам, значи доста ми е со твоето понашање. Не добро. Баш ми е добро. Ама ти си напнатата цело време. Ми досаѓаш. Што ти досаѓам бе, не може да се позе за човек со тебе, што ти е Само сте бе? пар на батерии, дали сте нормално? Ама напната видео. Па ти си напад. Исти се, даш ми го Треба поише да држи за рака, разбираш? Што да ја држам, не ми дава ни да ја држам. Држи ја за рака. Кога е празна Душава. Звона мене ме мало. помисли на тоа што се можеме. Може би е доцна, а може не. Дали крајот вака мириса, ние двајцата сме за во безтрага. Помисли на тоа што се можеме. Може би е доцна, а може не. Сите тај. Дали крајот вака мириса, ние двајцата сме за во безтрага. Ние двајцата сме за во безтрага. Чао Македонија. Не сме ние за во безтрага. Допрва ќе бидеме. Така е.